Цивил медија. Во пресрет на председателските избори 2019 година, Државната изборна комисија ги презема финалните действија пред распишувањето на изборите. Во овие действија неминовно ги вбројуваме средбите и координацијата со другите државни институции и останати заинтересирани чинители кои се вклучени во изборниот процес. Институција со која Државната изборна комисија има стратешка соработка секако е Министерството за внатрешни работи. Во таа насока, а имајќи го предвид остварувањето на избирачкото право на сите граѓани кои се стекнале со истото, е и оваа денешна изјава за медиуми. Согласно изборниот законник, Министерството за внатрешни работи е должно наредниот ден од денот од како се распишани изборите до Државната изборна комисија да ги достави податоците на граѓаните кои потоа ќе бидат запишани во избирачкиот список. Тоа значи дека Министерството за внатрешни работи до Државната изборна комисија ги доставува податоците на граѓаните кои се полнолетни, односно со наполнети 18 години живот и кои на денот на изборите имаат важечка лична карта или патна исправа. Бидејќи за важечки документ се смета само издаден документ, Државната изборна комисија ги повикува сите граѓани кои сакаат да го остварат своето избирачко право на престојните председателски избори, да ги подигнат изготвените документи, лични карти или патни исправи од управните служби на Министерството за внатрешни работи. Апелираме граѓаните тоа да го сторат најдоцна до петок, 8 февруари. Доколку не ги подигнат своите документи, овие граѓани нема да бидат запишани во изводите од избирачкиот список кои ќе бидат ставени на јавен увид за престојните председателски избори. Нашите соработници од Министерството за внатрешни работи не информираат дека одделението за управни работи Скопје и одсеците за управни работи во Битола, Велес, Куманово, Охрид, Струмица, Тетово и Штип работат секој работен ден од 7 до 21 часот и секоја прва сабота во месецот од 8 до 16 часот, а подратните единици под нивна надлежност од 7:30 до 16:30 часот. Во овој временски период граѓаните можат да одат и да ги подигнат своите лични документи. Исто така ги повикуваме граѓаните да ја проверат и важноста на личните документи и ако нивната важност истекува пред денот на одржување на председателските избори, навремено да аплицираат за нови лични документи и потоа да се проверат во избирачкиот список за време на јавниот увид или во подрачните оделенија и канцеларии на ДИК или пак на интернет страницата избирачкисписок.gov.mk. Ние, една од главните функции на Државната изборна комисија е токму редовното ажурирање на избирачкиот список. Значи, ние секојдневно на дневна основа го ажурираме избирачкиот список со промени на податоците на гласачите, потоа бришање на податоци или пак запишување зависно од статусот, стекнување со лично избирачко право на гласачите или пак промени во личните податоци. Така што ова е таа методологија која што се користи, која што законот ни ја дава на располагање сега за сега. Консултација со нашите колеги од Министерството за внатрешни работи, дознавме дека постои таква можност, односно по поднесено барање со приложена соодветна документација, можна е на лицата со физичка попреченост да им се овозможи мобилна екипа да ги посети и да полесно да се изврши нели целиот тој процес за аплицирање за личен документ, односно фотографирање и целата таа процедура која што следи за издавање на еден личен документ. Значи постои можност, меѓутоа потребно е претходно барање со приложување на соодветна документација во прилог на барањето до подрачното оделение на Министерството за внатрешни работи. Цивил медија.